Гласаше повече за 4-0, а не за четвъртфинал. 3-0. Не, ама не, се разправяме, не дискутираме. Не, съджаваме. Има парламентарни процеси, определени си кога и да е това. Съджаваме се пени и едни и други, има по-трябва. Туй демантира. Всичко рече азар. Айде, локално се знае как се прави. Знаете, че знае сега. Искрено бе по-негови, за да не разкажем това, що има вставено. Zato što vidje kolegi da se vrati si go spomna delno Имаше обомара да помара, имаше светлено, а минус парено. А не си е просто такмата транспарентно и отчетно го преамбула на неговото правилно. Транспарентно и отчетно реализираме над 90% от нашата програма. 90% от програмата капитални инвестиции ние са. И не стварно не ми е ясно, ще подрастваме човека по 90%. И 1200 дори смята ще побуга, ще го изпълня. 12 години построили. Не съм. Еве, газификация нощи на бител. Введена в изборна програма, локално, само за локално изборна програма. 2013-2017. Рок на извършване на проекта в декември 2016. Колежка Доцановска мамени и че не гайде дали почна да газификация. Факт е дека градоначалникот види дека во 2016 ќе биде завршена. А не ли Боже, ВМРО да не знам што двата мандати на локално ниво ще ќе вели ми ремонтира газификацијата. Со да не се вадиме дека сега почна. Господ, 2016 Мрежната сезона шакли да бъде, че назима не се работа. Свободна мрежа, која мода би експандирала во секундарна и терцијална општинската свободна мрежа, зашто би се използвали условите за целата газификација. За ваша информација, повторно распишен тендер за терцијална и секундарна, мислам, не е била тема. Сега е распишен тендер. Стигнува газот дека полека до неготино е сега. Немола, айде. Летварно не може да го качи. Овој проект се гаси во оптимални услови на работа. Минимум 3 години. Минимум. Второ, топлификација на Васина Битола. Вика, изградба на пословна мрежа од рек Битола со која би се решил проблемот на граѓање во општините Битола, Новац и Могилев. Рок на извршување 2015-2017. Изборна програма, локални избори 2013 и изборна програма за парламентарни избори 2014 година. Реализација. Во декември 2015 е земен кредит од КФБ банката во износ од 39 милиони евра од страна на АД1, кој има обврска да вложи 107,45 милиони евра. Формирана е фирма за топлификација до Битола, набавена опрема за приклучување на систем за производство на топлинска енергија во Битола. Во тек се припреми работи за изведба на транспортен вреловод, но нема ни трак од изградба на примарно пунктна топлинска станица. Вреловодна дистрибутивна мрежа во Битола и топлински подстаници во објекти. Реализацијата на проектот оди исклучително скоро со каснење од најмалку 4 години. Како што можете да погодите, овој дел е мојата анализа, исклучиво врз моменталните податоци со кои што располагаме. Трето, трансформација на централното градско подрачје во пешачка зона со изградба на подземни гаражи и деловни објекти. Опис на проектот. Изградба на подземни гаражи, капацитет 340 паркинг места. Редовната култура
процедурата би биле приклучени на подземна сообраќајница, почнувајќи од улица Димитар Илиевски Гурат, со формирање на пешачка зона во центарот на Битола. Рок на извршување на проектот, крајот на 2016 година. Реализација нула. Проектот не е започнат и пак е предвиден во плановите за работа на општина. Четврто. При адаптација на просторот и касарната. Зовемо повеќе пати кажано, не знам дали воопшто има потреба да го читам тоа што ги има напишано, меѓутоа и самите веќе знаете дека општина Битола само во 2011 до 2013 има собрано 5,2 милиони евро за продажба на градушно земјиште во комунални, од кои во Жабен има инвестирано 2,2 милиони евро, а 3 милиони евро градоначалникот си ги оделил таму кај што мислам дека е потребно да ги приклади. Каде ќе го прашате вие или следната локална власт. Пето, хотелски комплекс Нижеполе. Преку јавно-приватно партнерство општината се седа обврска за изгради модерен хотелски комплекс во Нижеполе. Рок на завршување на проектот, крајот на 2017 година, се јавува во изборната програма нормална за локалните избори 2013-2017. Реализација, освен што е донесена урбанистичка документација, апсолутно ништо друго не е направено. Шесто. Реконструкција на железничката пруга Битола Кременица грчка граница. Во текот на месец јуни 2012 година средбата на градоначалникот на општина Битола со градоначалникот на општина Левин се разговарало за изградба на пругата Битола Левин. И таа требаше да биде остварена во текот на неговиот 4-годишен мандат 2009-2013. И покрај тоа што во текот на 2014 се обезбедени 20 милиони евра пред ИПА фондовите, пругата се уште не е изградена. Моменталната реализација е околу 30%. Рок на завршување на проектот 2016 година. Се јавува повторно изборната програма за локални избори и во 2009 или од 2013 година. Реализација покрај најавите дека проектот ќе биде готов до 30 јули 2016, пругата се уште не е завршена, а ни за подизведувачи се жалеа на неисплатата од страна на носителот на проектот фирмата Волстрој Бугарија. Сега, донесување на нов ГУП на Битола. Опис на проектот, изработка на нов ГУП на Битола со кој би се овозможил цевкупен просторен развој на градот. Извор на финансирање буџет на општина Битола 36 милиони денара. Рок на завршување 2016 година. Повторно се јавува во изборната програма 2013-2017. Реализација, оставениот ГУП мораше да биде заменет уште во 2010, имајќи го предвид дека датира уште од 1998 година. Покрај тоа, што во меѓувреме формира јавно предпријатие за урбанистичко планирање, изработката на новиот ГУП сигурно нема да заврши во следните 2 до 3 години. 8. Изградба на пречистителна станица за отпад и води во општина Битола. Опис на проект. Изградбата на пречистителната станица и главниот конекторски систем треба да овозможи решавање на проблемите со урбаните отпадни води и подобрување на еколошката состојба на регионот. Рок на завршување 2015-2017 година. Реализација. Освен изработена студија за реализација на овој проект, не е направено ништо. Додека во Прилеп веќе се започнати градежните работи за изградба на пречистителна станица со средства од ИПА фондовите. Значи има и општи и подплана на ДПМН кои што не се направиле, ама кај не се. 9. Изградба на катни гаражи. Опис на проектот. Изградбата на катните гаражи во централното градско подрачје требаше да подлежи проблемот со недостиг на паркинг места. Рок на завршување на проектот 2013 година. Иначе овој проект беше ветен од 2009 до 2013 изборната програма на ДПМН. Реализација, посебно извршените измени на ДУП со кои се предвидени 2 маркици за катни гаражи на проблематични локации, ништо друго не е направено. 10. Реконструкција на градски стадион под Тумбекал. Трябваше да се знаем и само. Реализација. Средствата за
ова намена се предвидуваат во развојните планови на општина Битола уште од 2012 година. Но до денес ништо значајно не е направено. На 8 април 2014 година градоначалникот на Битола Владимир Талевски го промовираше проектот за изградба на нов градски фудбалски стадион под УБКП, најавувајќи дека неговата реализација ќе стартува на 1 јуни 2014 година. На заедничката презентација со архитектонското биро Мегарон инженеринг Скопје беше кажано дека Битола ќе добие модерен стадион за 12.000 гледачи со 4 трибини и помошни играчи. Со последниот развоен план е предвидено да се изгради само северната трибина за околу 5 милиони евра, почнувајќи од 2017 до 2019 година. Ова беше главните ветувања на номерот од БНР и Талевски. До сега се инвестирали само 6 милиони денари за проектна документација. 11. Санирање на долгот на средните и основните училишта во општина Битола. Да нема забуга, ова го немаше во предизборните програми, ова го ветуваше повеќе пати градоначалникот Талевски на низа пресконференции. Реализација долгот на училиштата датира устари опис на проблемот. Датира уште од 2010 година и се должи на следните причини. Криминални договори за превоз на учениците и континуирано малите дотации од централната власт за подмирување на нивните трошоци. Денес состојбата е следна. Училиштата директно должат околу 1 милион евра, така и Даскалот и Јован Калузи се уште се блокирани смети. Но вкупниот долг надминува 3,5 милиони евра, бидејќи разликата во меѓувреме ја плаќаше општина Битола, која сега побарува околу 2,5 милиони евра од централната власт. Заклучокот е јасен, долгот наместо се намали значително згоре по почитувани колеги. И ќе треба некој друг да го мисли. 12. Куќа на културата, реконструкција и трансформација на домот на Арама. Домот на Арама и беше предаден на користење на општина Битола во март 2010 година. Талевски во јули 2012 види дека со помош на јавно-приватно партнерство ќе направи негова целосна реконструкција. До летото 2015 домот продолжи да пропаѓа, при што и беше одземен на општина Битола и вратен под ингеренција на Министерството за култура. Во февруари 2016 владата решила да го продаде домот со јавен повик со почетна цена од 1 милион евра. После бурната реакција на јавноста, владата сепак ретерирала своите намери, а Груевски лично, иако тогаш не е повеќе премиер, ветува 2 милиони евра за негова реконструкција. Денес домот е руиниран, стариот пристаден на Лустер постои и нормално нема ни зрак, ни глас од намените 2 милиони. 13. Изградба на покриен базен. На почетокот на 2013 година е распишан тендер за изградба на затворен базен во општина Битола преку јавно-приватно партнерство. Рок за завршување на проектот 2013 година беше најавен, значи до 2017 требаше да биде завршен. Реализација. Во предвидениот рок никој не достави потребната документација. Со тоа се потврдува дека базенот кој што требаше да биде изграден во текот изминатите 3 години се уште не изграден, а нема ни најава дека се размислува за негова изградба. 14. До изградба на влезовите во Битола од страните на Прилеп и Охрид. Со ова се предвидуваше осовременување и реконструкција на влезните патни правци во Битола од страните на Прилеп и Охрид. Меѓу другото требаше да биде заедничка инвестиција на буџетот на општина Битола и Република Македонија 2,7 милиони евра. Рок на завршување на проектот 2016 година, бе така стоеше во предизборната програма на ВМРО ДПМН 2013 година. Реализација. Не е започната реконструкцијата на ниеден од двата патни правци. 15. Изградба на нов храм на заштитникот Свети Нектари Битолски. Рок на завршување на проектот 2017 според изборната програма за локалните избори 2013 година. Реализација. Освен потврдената макица во централното градско подрачје за овој објект, нема никакви дополнителни активности. 16. Реконструкција на планинарскиот дом Копања. Го нема во предизборната програма. Вајде затоа што изгоре после формалниот избор. Меѓутоа таа е сега.
уште во февруари 2013, види дека општината ќе помогне при реконструкцијата на планинарскиот дом Копанки, кој нормално дори скоро година. Денес ситуацијата не е променета. Се уште нема градежни активности за реконструкција на планинарскиот дом, освен најавите дека евентуално еден повторно со своји средства кои што искрено бидејќи работа од Елен, знам каква е ситуацијата, не знам од каде ќе ги најде, и тоа е еден. Ваши средствата од донацијскиот број кај се? 17. А ние ви го доделихме, треба друг да прашкате, не Изградба. Како го доделихме? Делението за финансии треба да прашаме. Ще мола мајде. 17. Гласавме. Изградба на старото кино Донациите не на знаат браќата кај се. Санаки. Нема Само отчет. уште 2 минути ако имате трпение. Извини. И си се ушистате спака. Реализација. И покрај тоа што изградбата на старото кино, на истото место кое што порано било киното на браќата Манаки беше најавено дека ќе биде завршено во 2012 година. Изградбата почна дури пред локалните избори во 2013, барем тогаш бе удрени темелите. Рок на завршување, според предизборната програма од 2013 година, беше 2015 година. Сведоци сме дека се уште киното Манаки не е завршено, дај Божие, единствен проблем да беа шарите од шараната револуција на киното Манаки и се соверете да ги покриевме, ама вајда не би тоа главен избор. Вајда. Требаше да го покриете да се. Сумата Значи, ви прочитав и ви елаборирав 17 капитални проекти заради кои ВМРО ДПМН 30 ги организирате за градоначалници. И тоа како ги изгуби локалните избори во Битола. Не заради нешто друго. Не заради нешто друго. Токму заради тоа. А тоа што ние сме направиле до 2005 година, ви кажам право и релевантно. Затоа што се направило во 2005 година, още се даваше пред локалните избори во 2005 година. И меѓу другото, не се сомнева, дека голем дел од граѓаните било незадоволни од отчетот и токму затоа гласа за тогашната опозиција. Така се прави во дејни демократски земји. Е токму ова и биде возбудено на граѓаните, ќе бидат подсетени на тоа што го обетило ВМРО ДПМН и што не го реализирало. Не се работи за 10 личиња, 20, 30 или 100. Се работи за десетици милиони евра, кои што сте ги ветили дека ги реализирате во овој град, за да го направите подобро место за живење, а не сте го направили. Нема друга никаква причина заради која што ги изгубите